Една? Да, не само една, ова ќе биде еден комплекс на книги од кои Нормално никој не помага со пари. Па има луѓе што после сето ова измислување, па да ви кажам, јас искрено најмногу би сакала за еден ваков студиозен проект да застане институција. Например, земете ја нашата Академија на науки. Освен благодарение на писмото на господинот Тентов и господинот Томе Бошевски, досега таму не постои центар за преисторија. Треба да се каже и ова. Мислам, би апелирала, имаме ние луѓе во таа ману што треба да воспостават врска со ново време. Знаете како? Треба да се има разбирање за луѓето и за времето во кое живееле. Јас тоа го почитувам. Например, таму е еден експерт од ориенталистиката, професорот и античкиве јазици, академик Петар Илиевски. Голема негова заслуга е за објавување на списанието Жива антика, кое, да речеме, е жив споменик на антиката и извор на сите овие научни податоци. 57 години излегува во Скопје. Зошто тој човек и сите слични на професорот треба да најдат сили, како што направија во Словенија, да прифатат дел од алтернативава и од науката што се нуди. Добро, тоа е малку тешко за очекување од оваа поставена стаману. Мене повторно ме интересира, има некој што помага да излезат книгите или не? Има најави на луѓе заинтересирани. Меѓутоа институциите на државата не? Досега не, јас мислам дека овој проект ќе го завршам, ќе го понудам, дека новите сили во ману ќе најдат сила да застанат за еден проект и да создадат еден центар за преисторија. Знаете, нас не има. Жалосно е. Ако ви кажам дека 90% од книгите што ги сретнам, јас таму ги користим. И многу сум благодарна, морам да кажам, во оваа прилика ги поздравувам сите библиотекари. Библиотекарите се духот и душата на науката во Македонија. Вие не знаете какво богатство имаат нашите библиотеки, кои може секој да ги користи, а жалосно е една институција да го има тоа, а да не го искористи.